Значи, денес имаме состанок градоначалниците од Скопскиот плански регион. Значи, не само градоначалниците кои што се од градот Скопје, 10 градоначалници, туку сите 18 градоначалници од Скопскиот плански регион. Тоест и од општините кои што се во околината на градот Скопје. Воздухот не познава граници. Овој воздух сите го дишеме и токму поради тоа за проблемот со аерозагадувањето не треба да тераме политика. Ме повикувам сите заедно да работиме на решавањето на овој предизвик и повикуваме граѓаните, моите колеги градоначалници, градот Скопје, ние како град Скопје и централната власт, тоест сите надлежни да се ангажираме и да се вклучиме за заштита на амбиенталниот воздух и на загадувањето во градот Скопје. Јас се наведам неколку од дискусиите кои што се водеа овде на овој состанок и кои што би сакал да ги споделам со јавноста и кои што сметам дека понатака ќе допринесат за подобрувањето на амбиенталниот воздух во градот Скопје. Имено, една од темите беше проширувањето на топловодната мрежа во градот Скопје. При тоа, општините, градот Скопје и централната власт да учествува во субвенционирање и во помагањето на проширувањето на топлификационата мрежа во градот Скопје. Исто така, да се направат напори, да во зградите, значи, да сите оние кои што, во оние згради во кои што има топлинска енергија, да сите станови бидат вклучени на топлинска енергија, бидејќи во спротивно се случува да стан кој што има некој што има стан од 60 квадрати, плаќа каде што се исклучени, да речам 20% од потрошувачите, од домаќинствата, да плаќа иста цена како стан кој што е од 100 квадрати, а каде што сите се приклучени на топлификационата мрежа. При тоа апелираме до БЕК и до енергетика да размислат за намалувањето на цената на парното грејење. Заради тоа што сметаме дека сега загревањето е на газ, заради тоа што ниту една од топланите веќе не се загрева на нафта и слично, а исто така имаат и во своите технологии дополнителни, со нивните разговори, дополнителни извори или дополнителни средства со кои што во нивната технологија со кои што приходуваат. Ние веќе и закажаме состанок во текот на следниот ден со нив и ќе разговараме на оваа тема. Заради тоа што сметаме дека ова е многу важна тема, имаме градски подрачја кои што се затоплувале на топлинска енергија, сега веќе не се затоплуваат, така да и во зградите имаме затоплување на електрична енергија. Мрежата таа е проектирана да издржи мрежата, меѓутоа не и за затоплувањето, значи може се последици, а исто така и оџаците кои што се предвидени во тие згради, не знаеме дали го имаат капацитетот кој што бил предвиден и дали се одржувани доволно. Исто така да со градоначалниците дискутираме да и тие учествуваат во субвенционирањето на купувањето на печки на пелети, со што сметаме дека ќе се намали загадувањето во градот Скопје. Исто така да се дискутираше да се изготви правилник за користење на цврсти горива, со кој што во догледен период ќе се забрани употребата на чумур, на јаглен, кој што индустријско гориво, јагленот не е гориво за домаќинствата, ќе се забрани употребата на разни производи кои што се од дрво, кои што биле, како да кажам, дел од некој мебел, лакирани и слично, и кои што исто така дополнително и опасно ја загадуваат животната средина. Исто така че општините дискутиравме да се вклучат и на субвенционирање на граѓаните и за останатите видови на загревање кои што ќе ги има во домаќинствата. При тоа секој од општините ќе направи анализа за оваа мерка. Градот Скопје исто така дискутираше и за проблемот со или
препораката за купување на и субвенционирање на велосипеди од страната на општините, градот Скопје и општина Центар веќе тоа го прават, и изработка и изградба на велосипедски патеки од страна на општините. Градот Скопје веќе направи 2 велосипедски патеки, оваа следна 2017 ќе направи уште 2 велосипедски патеки и со тоа после тоа ќе почнеме со правењето на конекторите, тоест патеките кои што ќе ги спојуваат овие 4 рути. Со околу гасификацијата се дискутираше исто така. Значи, се надевам дека со формирањето на владата подитно би требало да се објави новиот тендер за гасификација на градот Скопје, со оглед на тоа, за жал, со оглед на тоа што пропадна претходниот тендер за гасификацијата на Скопскиот регион. Бидејќи знаете дека во Република Македонија е поделена на неколку региони, еден од тие региони е Скопскиот регион, кој што беше приоритетен за гасифицирање. Тоа беа отприлика дискусиите кои што се дискутира, кои што беа од макроаспект, а од помикроаспект, значи оние што се наши надлежности при издавање градот Скопје, онаму кај што издава беинтегрирани дозволи, значи ние вршиме интензивна контрола и таа контрола ќе ја зголемиме уште повеќе. Исто така општините прават елаборати за животна средина, а тоа се на сите ресторани, кафичи и сите помали објекти, значи на перални на коли и слично, да ја интензивираат својата контрола, за да би можело да се анулира и тој фактор на загадувањето на градот Скопје. Веќе знаеме дека особено пералните и слично има доста алтернативни горива како нафта, улја и слично кои што ги употребуваат. Тука беа и од Државниот инспекторат за животна средина, кои што треба да ги контролираат оние инсталации кои што имаат интегрирани дозволи. Значи, вие знаете дека и железарата и цементарницата, кои што се под Министерство за животна средина, веќе ставија филтри, меѓутоа и нашите инспектори, покрај државните, учествуваат во, да не речам, деноноќна контрола на тоа дали се употребуваат или не се употребуваат овие филтри, меѓутоа досега немаме откриено случај да не се употребуваат, значи досега барем се придржуваат на она што е нивна законска обврска, да се употребуваат филтрите при работењето на тие инсталации. Што беше денеска што се дискутираше, ние нема да запреме тука, значи после Нова година веднаш поново ќе се собереме, да видиме до кај сме со нашите обврски кои што сме ги преземале денески, со дискусиите кои што сме ги имале. Јас се надевам дека ова недела ќе има и Комитет за здравје и животна средина на централно ниво, на кое што исто така ќе се дискутира за овие проблеми.